Почитувани, ситуацијата со коронавирусот целосно излезе од контрола. Министерството за здравство, Комисијата за заразни болести и надлежните институции засега немаат решение за неконтролираното влошување на состојбата. Но, затоа знаат со голема леснотија да го менуваат бројот, односно да го зголемуваат бројот на ново заболени во едно деноноќие. Нема да изненади ниту ако се потврдат шпекулациите дека власта ги крие бројките на ново заболени, истите ги дозира, а целта е таа да не се остави впечаток дека нема услови нити на 5 јули да се одржат избори. Со тоа ќе се исполнат инструкциите да се креира лабава атмосфера на новото нормално. Ова е поигрување со здравјето на граѓаните. Срамен чекор на власта. Сведоци сме на влошување на сите параметри кои не водат кон епидемиолошка катастрофа со несогледливи последици. Ваквите бројки не искачија на врвот, ама на оној каде се бројат заболените и починатите од COVID-19 вирусот. За жал, неколку дена имаме најмногу заболени и починати од COVID-19 на милион жители од сите држави во најблиското опкружување. Додека земјите од регионот веќе подолг период, неколку седмици, немаат заболени или имаат по 1-2, ние сигурно се движиме кон пикот со двоцифрени бројки на новоинфицирани во едно деноноќие. Во последните 2 дена Македонија има повеќе новозаболени колку што имаат сите држави од опкружувањето заедно. И на сето ова, во јавноста излегуваат неодговорни политичари и не убедуваат дека ситуацијата се стабилизира и вирусот слабее и дека сега е моментот кога треба да одиме на избори. Тоа се опасни и крајно несериозни тези кои за кратко време можат да не доведат во многу тешка ситуација каква што гледавме во некои европски држави. Дали надлежните институции ја чувствуваат загриженоста на граѓаните, бизнисмените, студентите, учениците, оние кои 3 месеца претходно беа во првите редови во борба со пандемијата? Очигледно е дека Комисијата за заразни болести, наместо да работи и делува независно и стручно, работи по диктат на политичарите, носејќи мерки и одлуки кои се менуваат на дневна основа и предизвикуваат несигурност кај граѓаните. Свестете се, за здравјето на граѓаните станува збор. Благодарам на вниманието.